Денеска православната црква ги празнува светиот маченик Василиск, светиот маченик Јован Владимир Крал Српски и Вториот Вселенски собор. Светиот маченик Василиск роднина бил на светиот Теодор Тирон, бил мачен заедно со Евтропий и Клеоник. Кога овие последниве двајца биле распнати и издивнале на 3 март, Василиск бил вратен повторно во темницата. Во тоа време се случила смена на царските намесници и Василиск останал долго во темницата. Со солзи се молел Василиск на Бога да не му ја ускрати маченичката смрт. И по долгата молитва му се јавил самиот Господ Исус, му ветил дека ќе ја исполни неговата желба и го испратил во неговото село да се поздрави со мајка му и браќата. Во тоа време дошол новиот намесник Агрипа и испратил луѓе веднаш да го доведат Василиск од селото. На пат од селото во градот Амаси, Господ направил преку својот маченик големи чуда, поради кои многу народ поверувал во Христа. Агрипа му наредил на маченикот да му принесе жртва на Аполон. Аполон значи губитник, рекол Василиск, и со усердна молитва го сронал идолот во прав и со небесен оган го изгорел храмот. Исплашениот Агрипа го припишувал сето тоа на магии и наредил па на Василиск со меч му ја пресекле главата. Во тој момент Агрипа полудел и во лудилото отишол на губилиштето. Нашол малку крв од маченикот во правот и ја ставил на себе под појасот и оздравел. Кога дошол при себе, тој се крстил. Подоцна некој Марин, комански граѓанин, Комани се викало местото на погубувањето на Василиск, подигнал црква кај моштите на маченикот, во која многу болни доаѓале на исцеление. Спаси
voливý spasenia našego radi, voploti Ty sia od Sviatija Bogorodici i prisno Devi Mariji, nepreložno vo človeči visia. Распнися Христе Боже, смертію смерть поправи, един си святия Троїці, спрославляємі Отцу і Святому Духу, спаси. Светиот маченик Јован Владимир Крал Српски потекнува од кнежевскиот род од Захум. Дедо му се викал Хвалимир, а татко му Петрислав. Како владетел бил мудар, милостив, кроток, девствен и храбар. Усрдно му се молел на Бога и со драга волја зидал цркви и ги помагал. Но имал тешки борби и одвнатре и однадвор. Одвнатре со еретиците и со богомилите, а однадвор со завојувачите, цар Самуил и цар Василий. Самуил со измама го заробил и го фрлил во темница. Кога бил во темницата, му се јавил ангел Божи и му предскажал дека скоро ќе биде слободен од темницата, но сепак дека ќе заврши како маченик. Запознавајќи го подобро, Самуил го засакал и му ја дал својата ќерка Косара за жена. Кога умрел Самуил, се зацарил неговиот син Радомир, но дволичниот брат на Радомир, Владислав, го убил Радомира, па потоа со измама го повикал Владимир, па и него го исекол во 1015 година. Моштите на овој свет крал маченик почиваат нетлени во неговиот манастир кај Елбасан и на нив низ вековите се случували и ден денешен се случуваат многубројни чуда. Во 1225 била подигната црква на овој крунисан маченик кај манастирот Свети Наум како нактитор на овој славен манастир. Вториот Вселенски собор. Во времето на царот Теодоси Велики, овој собор бил свикан во 381 година во Цариград, да го утврди православното учење за Светиот Дух, за кого криво учел тогашниот патриарх Цариградски Македонии. Овој духоборен патриарх учел дека Светиот Дух е твар Божја, а не божествена ипостас рамна на ипостасот на Отецот и на Синот, и еднобитна со овие. Македони бил осуден од соборот и никејскиот символ на верата бил уште дополнет со учењето за Светиот Дух. Достојно ест Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую
vi